Председателот на ЗЕЛС и градоначалник на општина Кисела Вода Орце Ѓорѓиевски денеска информираше дека е изготвен предлог законот за комунална полиција и најави дека во наредниот период ќе разговара со министерот за внатрешни работи Панче Тошковски по тоа прашање. Верувам дека ќе биде донесено законско решение во скора иднина. Сакам да споменам дека иницииравме промена на глобите кои во моментов изнесуваат од 50 до 200 евра. Бараме минималната глоба за создавачите на диви депонии да биде од 4000 до 6000 евра и да постои можност службите во општините да го запленат возилото кое потоа ќе биде предадено на Министерството за внатрешни работи. За жал, поради 3% од нашето население, кое е несовесно, ние се доведуваме во состојба да страда целата населба, населено место, општина или дури и целата држава. Верувам дека ќе имаме поддршка за овие измени, истакна Ѓорѓиевски. Според председателот на ЗЕЛС и прв човек на Кисела Вода, воведувањето на комунална полиција не е нова идеја, но не може никако да заживее. Таа требаше да се воведе во општините и да се грижи за локалниот комунален ред, чистотата и зачувувањето на животната средина, подвлекува Ѓорѓиевски. Јавното предпријатие Комунална хигиена Скопје известува дека нивните екипи расчистиле диви депонии во скопските општини Ѓорче, Чаир и Бутел. Во текот на вчерашниот ден екипите на јавното предпријатие Комунална хигиена Скопје расчистија две диви депонии во скопската општина Ѓорче Петров. Интервенирано е на улиците Васил Чакаларов и Воин Драшковиќ, каде што се подигнати и транспортирани приближно 20 кубни метри непрописно одложен кабаст, мешан комунален и отпад од картонски пакувања, стои во соопштението од јавното предпријатие Комунална хигиена Скопје. Оттаму велат дека воедно од страните се 7 кубни метри отпад од дива депонија, лоцирана на улицата Џон Кенеди во општината Чаир, во непосредна близина на основното општинско училиште Васил Главинов, како и 15 кубни метри градржен и мешан комунален отпад, санитарии и автомобилски гуми, одложени на тревна површина долж булеварот Босна и Херцеговина во скопската општина Бутел. Во организација на Сдруженијето на граѓани Одбор за традиционална прослава на Бадник во местноста Краста на падините на Водно, традиционално ќе се одржи собир на кој кумот и здравичарот на Бадник 2025 ќе ги засечат бадниковите гранчиња. Новиот здравичар за 2025 година е Атанас Петков, а новиот кум Радомир Макеларски. Наше задоволство е веќе трета година да учествуваме во организација на овој настан. Ги повикуваме сите граѓани на 22 на падините на Водно, заедно да береме бадникови гранчиња, потоа на 6 јануари свечено пред соборниот храм, рече градоначалникот на Центар Горан Герасимовски. На 22 декември од 12 часот ќе започне општонародна граѓанска веселба на јужните падини на Водно. На 6 јануари кај соборниот храм да го одбележиме овој голем празник на скопското бадникување. Веќе е се спремно, сметаме дека се што ни е зацртано и ќе го реализираме, посочија од Сдруженијето на граѓани Одбор за традиционална прослава на Бадник. Одборот за традиционална прослава на Бадник во Скопје истакнува дека оваа година се поканети кумови и здравичари од изминатите манифестации, што наидоа на општа симпатија и одобрување кај скопјани, како и долгогодишни спонзори и симпатизери на традиционалното скопско бадникување. Партијата на пензионери најпринципиелно се спротивставува на постоењето на реалната можност за укинување на правото за бесплатно користење на градскиот јавен превоз во Скопје, велат оттаму. Во овие предизвикувачки времења за пензионерскиот стандард, правото на користење на јавниот градски превоз во Скопје е една од најдобрите одлуки за унапредувањето на повеќе сегменти во не така светлото пензионерско секојдневие во главниот град. Од таа голема суштинска причина, отворено ги повикуваме најодговорните институции во владата и Советот на град Скопје, детално да ги разгледаат и решат сите отворени прашања и проблеми во овој сегмент и да донесат соодветни позитивни и практични решенија, со кои ќе се продолжи со досегашната добра пракса за добробит на сите пензионери, но секако и за учениците и студентите во главниот град, велат од партијата на пензионери. За утре со почеток во 18 часот во ресторан Аликас Визбегово е закажан отчетот за сработеното во изминатите 3 години од мандатот на градоначалникот на Бутел Дарко Костовски.
Транспарентноста во нашето работење како општина резултираше да бидеме најтранспарентна општина во Скопскиот регион. Од вистината никој не успеал да побегне. Соочувањето за работата на мојот тим со вас, граѓаните, е моје најголемо задоволство. Свесен сум дека поставуваме нови критериуми за работата на локалната власт. Вашата поддршка е мој најголем мотив, порача Костовски на социјалните мрежи. Првиот човек на Бутел ги покани своите сожители да присуствуваат на овој настан, кој покрај отчетноста ќе има и културно-забавен дел. Продолжува катастрофалната ситуација во јавното сообраќајно предпријатие Скопје. Подпредседателот на синдикалната организација при ЈСП, генерален секретар на СПАјС Меджит Идризи, вели дека 30 на автобуси денеска не сообраќаат поради немање метан. Идризи, кој работи во ЈСП, појасни дека разбрал од колегите дека се повлекуваат во гаража, бидејќи нема метан. Според неговите информации, проблемот бил во тоа што јавното предпријатие немало платено за метан. Идризи јавно повика да се решат состојбите што траат со месеци и да има и за редовни плати и редовни автобуски линии. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расуте сни.